Што содржи оваа ексклузивна изложба на живи пајаци? Како што и сами поставивте прашање, изложбата Чудесниот свет на пајаците содржи живи примероци од пајаковидните животни, пред се пајаци од фамилијата тарантули и исто така и други видови од пајаковидните животни, а тоа се скорпи, кои што се застапени само со 5 примероци. Во изложбата најголем дел зафаќаат пајаците. Освен тарантулите, кои што се жители на тропските и субтропските предели во светот, се прикажани и 2 вида наши пајаци од Македонија и кои што се европски представници, тоа се градинарскиот пајак и пајак оса. Дали е вистина дека овие суштества со 4 пара очи и отровни вилици го нарушуваат нашето чувство за естетика? За жал, кај многу луѓе, овие мистични, тајанствени суштества, животинки, не се омилени. И луѓе имаат голем страф, дури и некои имаат и фобија од овие животни. Ние затоа со ова изложба, покрај едукација за нивниот живот, градбата, потеклото, начин на живење, значи сакаме да прикажеме и дека нема причина од такви страови, бидејќи тие се многу полезни животни. Во постановката на изложбата го има и најотровниот пајак на светот и најголемиот пајак на светот. Да, моравме така да пристапиме, бидејќи тоа секој сака да разбере и да дознае. Најотровниот пајак, тоа се пајаци, црните вдовици, кои што го населуваат населуваат повеќе региони во светот. Една од тие се среќава и во Македонија, тоа е црната вдовица, Латродектус тредецингутатус, која што ја немаме во постапката. Меѓутоа, заради тоа тука се америчката црна вдовица и австралиската црна вдовица, кои што се едни од најотровните пајаци на светот. Најголемиот пајак, кој што е на светот познат како пајак тарантула Голијат, е присатен во изложбата и секој посетител од многу блиску, од речиси од 10-15 сантиметри, може да го наблюдува. Каква улога имаат пајаците во природата? Пајаците у природата си го имат своето место во синџирот на исхраната. Тие исклучително се хранат со инсекти или пак други членконоги животни кои што ползат по земјата, бидејќи тие се терестични видови, ноќни видови или пак активни во самрак, кога ловат свој плен. Значи, се корисни и не би требало да се има страф од нив. Дали ова прва ваква изложба на живи суштества во Природонаучниот музеј? Во Природонаучниот музеј пред повеќе од 10 години беше поставена изложбата за змиите, исто така многу интересна, со екзотични видови змии, кои што беа од другите предели на светот. Ова е втор таков настан, кога ние прикажуваме на широката јавност екзотика, значи видови кои што се од тропските и други предели на светот. Каков е интересот за изложбата? Предпоставувам дека децата се најголемите и најчестите посетители? Да. Ние многу сме задоволни, бидејќи интересот е многу голем. Како кај возрастните, така и кај децата. Дури имаме случаеви да децата се иницијатори да родителите ги донесат во поставката. Така да ние организираме и групни посети и се надеваме дека ќе има доста и ученици кои што групно ќе ја посетат изложбата. Ми споменавте дека имате и презентација. Што содржи таа презентација? Да, презентација ќе биде одржувана секој ден
за посетители од 17:30 до 19 часот, кога нашиот соработник, кој што е од Полска и е од Аранеус, компанијата која што ги поседува овие пајаци, ќе врши демонстрација на тоа дека пајаците не се толку опасни, не се по човекот закана и ќе ги зима од терариумите, ќе ги става на тој кој што сака во рака и дури некои луѓе кои што имаат фобија ќе се обидеме да ги излечиме од тој страф. Планира ли музеот некоја слична ваква изложба во... Се надеваме дека Министерството за култура на Република Македонија, како за оваа изложба која што гостува во нашиот музеј, имаше разбирање и ја финансираше, ќе финансира и некоја друга таква изложба во иднина. Ви благодарам на гостувањето.